Денес во организација на локалната акциона група Агролидер во Прилеп се одржува конференцијата Green Up Yourself, се со цел да се промовира зеленото претприемништво и можноста за младите да се вклучуваат во зелените работни места, а воедно и да ги предводат промените во зелената транзиција. Овој настане во организација со нашите партнер организации од Шпанија, Италија, Словенија, Кипар и Грција. Со нив заедно изминативе 2 години работевме на креирање иновативна платформа за да може младите да пристапат до знаења, а воедно и до менторска поддршка за да започнат своји зеленички предприемачки потфати. И со поддршка на Еразмус програмата, еве веќе понатаму продолжуваме да навистина работиме на зголемување и поттикнување на знаењето и поттикнување на младите да се вклучат во светот на зеленото предприемништво. Ова ќе значи дека младите ќе можат да добиваат менторски советодавна поддршка, војно да ги поврзуваме со бизнис заедницата и со можности за грантирање за да ги отпочнат нивните зелени бизниси. До сега имате некаков печаток каков интерес кај младите и што се во минатиот период во соработка со Средното општинско училиште Орде Чопела, воедно и во работка со Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, веќе работевме со млади студенти и млади средношколци и мислам дека младите навистина имаат знаење, им треба само поттик за навистина да ги предводат зелените промени. Најпрво сакам да се заблагодарам за вклучувањето на моето училиште Орде Чопела при реализацијата на овој проект. Значи, во склоп на училиштето ја реализиравме изработената платформа од страна на овој проект, која што содржи неколку дигитални алатки, кои алатки ни помогнаа полесно да го доближиме зелените вештини, зеленото претприемништво и да влијаеме како клучен фактор во подигнувањето на свеста кај учениците за потребата од промена во размислување, промена во однесување, промена во дејствување, се со цел заштита на животната средина и биодиверзитетот. Yes, from my entity, Fundación Santa María la Real, is a NGO, a Spanish NGO that Нашата невладина организација се занимава со разгледување на можностите младите луѓе да останат во руралните средини, затоа што нивната невладина организација во Шпанија дошла до заклучок дека младите често се иселуваат и дека треба да се најдат начини како тие да останат тука. Ние се обидуваме да најдеме начин, да најдеме алат како да ги натераме младите луѓе да останат, се уште не го најдовме начин. Најпрво потребна е поддршка од владата, бидејќи ние како невладина организација ќе ги тренираме, ќе ги обучиме, меѓутоа сепак треба дополнителна поддршка од владата за да може да се оствари нешто и од општината. Моменталната ситуација е таква што знаеме дека многу млади се имаат иселено и оние што се останат и ретко кој сака да се занимава со земјоделие. Проблемот е во тоа што недоволно се знаат можностите и бенефитите што земјоделството како ресор ги дава. Значи, со подобра едукација, младите можат да дознаат дека земјоделството и тоа како може да биде една профитабилна гранка. Тоа го говорат искуствата од странство, каде што млади луѓе работат во тој сектор и остваруваат бенефит кој е навистина на задоволително ниво. Што треба да се направи кај нас? Кај нас треба да се направат регулативи кои ќе им помогнат на младите и ќе ги поттикнат, меѓутоа не само финансиски, туку едукативно да се свати важната улога на земјоделството, бидејќи без земјоделство нема храна, без храна не може да се опстои и не може една држава да биде независна ако не произведува храна. Што побрзо го сватиме тоа и што побрзо сватиме дека мораме да работиме, тогаш успехот сигурно ќе дојде.